почитувани медиуми, почитувани граѓани. Како што веќе најавивме, владата на Република Македонија на вчерашната седница го усвои оперативниот план за активни мерки и програми за вработување за 2018 година. Во овој план се утврдуваат програми, мерки и услуги за вработување кои што ќе обезбедат создавање на нови работни места во Република Македонија, поддршка за креирање на нови работни места и зголемување на вработливоста на невработените лица. За реализација на оперативниот план за вработување за 2018 година се издвоени повеќе од 1 милиарда денари. Со овие средства се предвидува поддршка за самовработување, поддршка за креирање на нови работни места, обука за стручни квалификации и вештини, работно ангажирање преку општинско корисна работа, јавни работи, како и низа други услуги кои што ќе се спроведуваат преку Агенцијата за вработување. Со цел да се обезбеди перспектива на младите луѓе, која е наша посебна заложба и цел како влада, се отпочнува и пилот проектот Гаранција за млади во 3 општини во Република Македонија, тоа е Скопје, Струмица и Гостивар, за кој што ќе имаме посебна најава. Понатаму ранливите категории на граѓани и кои што се невработени во Република Македонија се наш врвен приоритет и токму затоа имаме посебна мерка која што се однесува на воспоставување на можни програми за оспособување и вработливост на овие групи на граѓани. Со цел да се постигнат еднакви можности во нашето општество, овој план се фокусира еднакво и на мажите и на жените и тоа е јасно прикажано во овој оперативен план. За разлика од претходните оперативни планови за вработување, оваа година целосно содржината на оперативниот план е поедноставена како содржина, но исто така се јасно дефинирани критериумите на корисниците. Грантовите за самовработување, како што најавивме и во програмата на владата, се поставени флексибилно и изнесуваат од 4 до 5.000 евра за поединец и 10.000 евра за двајца содружници. Годинава исто така се дава можност за комбинација на неколку мерки. Тоа во пракса би значило ако едно лице посетува обука и добие соодветна квалификација или вештина, истото лице може да се вклучи и во мерката за субвенционирано вработување. Особено е важно да се истакне дека преку овој оперативен план ќе се обезбеди обука за 100 персонални асистенти, која што е програма на владата и исто така дадовме законски основ во Законот за социјална заштита. Истите лица ќе бидат обучени преку оперативните програми, а понатаму ангажирани преку програмите од Министерство за труд и социјална политика. Исто така треба да напоменеме дека за прв пат се вметнува и тренинзи за стекнување на квалификации за зелени работни места. Вклучувањето на невработените лица во програмите ќе се прави на транспарентен начин со јавно објавување, и исто така напоменувам дека по однос на овој оперативен план владата ќе прави мерки за промоција или активности за промоција преку Агенцијата за вработување, Министерството и други субјекти со цел да граѓаните бидат подетално информирани. Важно е дека овој оперативен план дава шанса за сите и сакаме да ги поттикнеме граѓаните што поактивно да учествуваат во овој план. Ви благодарам. Повелете со прашања за министерката. Само одиме во живо, кренете рака, микрофонот и Васко, па Вики Зајкова. Па јас. Добро. Колку луѓе мислите дека ќе се вработат преку овој оперативен план за вработување? Колку нови работни места ќе се отворат и како процент колку ќе се зголеми вработеноста? Така, во програмите за вработување ќе видите дека оперативниот план е јавно достапен. Се предвидува да се опфатат 9511 лица во програмите за вработување, додека преку услугите кои што ги нуди Агенцијата за вработување повеќе од 16.000 лица. Колку ќе се зголеми вработеноста по имплементација на оперативниот план ќе можеме да кажеме на крајот на 2018 година. Министерке, прашање во поглед на доместокот за стечајните работници, имаше реакција од Куманово, стечајците дека многу мал број добили обештетување. Дали имате информации на што тоа се должи? Не знам дали се многу или се малку. Важно е да се каже дека незначителен број, да речеме 15 од не знам од колку од вкупниот број. Јас немам таква статистика, посебно што со измените на законот ние обезбедуваме дополнително вклучување или позитивни решенија. Што значи дека граѓаните тековно добиваат и таа е жива материја затоа што законот не е затворен и донесен и да престанал со реализација денеска. Напротив, тој закон трае до септември 2018 година, што значи дека постојано и во континуитет се издаваат позитивни
позитивни решенија. Со дополнителната измена која што вчера владата ја утврди како закон ја испрати во собранието, се зголемува можноста да имаме поголем опфат. Дури оние лица кои што работен однос им престанал по приватизацијата се вклучуваат. И тоа дава навистина шанса за да се дуплира бројот на опфатени. Но навистина тие што ги исполнуваат критериумите согласно законот добиваат позитивни, оние кои што не ги исполнуваат не добиваат.